Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево, да се вселиш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко наш, возљубен татко, ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и ова утро ме научи како да го отварам срцето, како да ти го предадам срцето, Господе Исусе Христе, да дојдеш и да зборуваш во мене. Да ја примам храната што ние не ја знаеме. Твојот леп, духовен леп, мана од небесата, животодавно слово кое го оживува секој оној кој го прима во срцето, кој поверува во тебе, кој ти се предаде, кој ти предаде се, ти да го научиш како да се прероди од телесна природа, падната и грешна природа, во духовната природа на љубовта. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Простуваме и избави не од лукавиот, не воведи во искушение, избави не. Има и друг препев, не дозволувај да паднеме во искушение, зашто Твое е царството, и силата, и славата. Се е Негово царството, силата, славата, волјата. Тоа се мое е Твое, се Твое е мое. Само ти треба да му се предадеш, да му дозволиш тој да зборува, тој да те учи. Ние вчера имавме една средба на интернет во четврток. Се чита дел од Библијата, се дискутира, се споделува, се сведочи. Кој кого треба да укорува во заедницата. Видите, тоа е интересен момент. Треба да си ги исповедуваме гревовите едни на други, да се молиме едни за други, да се поучуваме едни со други. Не е суштината да ги избркаш луѓето, да ги казниш, да ги соблазниш. Тие се уште не се спремни да се предадат потполно, целосно во Исусовата љубов. Да се предадат во Исусовата љубов. Ете, тоа е таа суштина. Видете, и тогаш тој е учителот, овие текстови кои слегуваат, и ние го објавуваме тоа слово, бидејќи ја станувам сега сад, избран или секојдневен сад за негова употреба. Тој зборува низ мене и се исполнува законот. Еден е учителот, еден е наставникот, еден е Отецот на небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Одиш во заедница на вечера на љубовта. И битен е момент дали се собирате, кога ќе се соберете вие и мојот дух, во духот негов или во духот на овој свет, во духот на вашата земна поделена заедница. Одиш на вечери на љубовта и си се враќаш назад на стариот човек. Не се менуваш, не се предаваш, не се препушташ. Си имаш свое мислење, јас мислам вака. Ти си автокефален, ние зборуваме автокефална црква вилата. Не си автокефална глава на црквата е Исус. И сега замислам да гледаме таму во манастирот, тој што име таму началник поставен, пазете, од некој него го поставил таму. Кој го поставил? Одеднаш збери дека Богородица спасува. И се пренесува тој култ на женски божества од античка Македонија. Видите,
Ако вие не ги разликувате духовите, ќе западнете. И, например, ако тој се сродил со демонска сила од повисок ранг, уживее му е срасната во душата, тој ќе прелаже многумина. Пазете го тој момент. И таму одат доста луѓе. Дури мислиш дека се умни, дека се добри, ама. И делопоклонството од секаков вид е почеток, причина и крај на секое зло. Знаеш, на секој грев. Значи, се враќаш на свое мислење, автокефален, значи како да одиш на фризер, на масажа, библиотека, рибарско друштво, планинарски клуб, габарски дневник. Без обврска, ти си одиш како ти си мислиш и сакаш. Имаме една жена во потреба. Ја приклучив на молитва, викам, ајде, сега она ќе одела прва сама. Сам не можеш, човеку. Ние велиме кога ќе се собереме, ние зборуваме. Тој зборува, духот не зборувам јас, без обврска, како ти што сакаш и мислиш. Но волјата е негова. Пазете, секоја мисла треба да е понизна, покорна, ускладена со Исус Христос. Се вклучуваш во молитва само за членови на твоето семејство, кога тебе те боли нешто. За другите не те допира, па немаш доволно љубов ни за твоите, а камоли за другите. Не доаѓаш на поуки, на дружби, те снемува. Не доаѓаш на разговор. Пази, има проблем, има болка и не доаѓа. Значи, ние зборуваме за слободна волја, а ти не доаѓаш, те фатил сатаната, те врзал. Значи, не доаѓаш на разговор и молитва со старешините на заедницата. Ако е некој болен, нека ги повика старешините на заедницата. Се молиш кога сакаш ти, како сакаш ти, за кого сакаш ти, не ги прифаќаш сите. Мислиш дека знаеш, дека си спасен, не простуваш, велиш. Пази, знаеш, спасен си, крстен си во вода, крстен си во духот, не знам што си уште. Ти го прекрстија името е во Република Македонија, Армакедонија, тие сака да те направат северна, сега е северна. -8, -10. И велиш, ако не си затворел уста, ќе се распаднела црквата. Исусе, и само Исусе напомаш, повторуваш едно исто, научени фрази и реченици, да се љубиме еден за друг, а ти немаш доволно љубов, да се молиме едни за други, а не доаѓаш на молитвите. Заедничката молитва има сила, а не доаѓаш на заедничка молитва. И ничком пред Исуса, а ти не си ничком, бидејќи не умееш да простиш, тераш по својата волја. Ние го имаме тој момент, самата не го правиш тоа, самиот. Не сведочиш јавно за Исус. Па тие го победија со словото на своето сведоштво, што направил Исус за тебе. Се молиш пред сите со многу зборови. Например, некој твој член на семејство, тој да биде, тој да исцелува. Еве Павле што вели во Дела 13, 10, 12. О ти, кој си полн со секакво лукавство и злоба. Тоа е секој еден од нас без Исус, сине ѓаволски без Исус и син ѓаволски, непријател на секоја праведност. Ти си имаш своја правда. Нема ли да престанеш да ги искривуваш Господовите патишта? Ти си врвиш по твои патишта, по твој начин. Сега он ќе оди, сам ќе се моли. А имаш проблем. И еве сега раката Господова е врз тебе. Ќе бидеш слеп духовно, за некое време нема да го гледаш сонцето. И тогаш ти имаш некој проблем, ти се случува нешто. Тоа ти е аларм да повикаш кон Исус, да се покаеш, зашто ако ти е убаво, не ти текнува за Исус. Велиш дека си христијани, дека си Христов, а се држиш до себе, не си се предал, не се даваш, не се предаваш, не се менуваш. Христијанин значи припадност во Христос, во неговото тело. Ти си дел од неговото тело, не си ти сам за себе, знаеш за Исус, си дознал, си тераш ти по своето собственото, протестираш, не знам, андрагонизираш. Нека биде мојата волја, зошто твојата? Која волја ти исполнуваш? Која волја ти исполнуваш, човеку, сине човечки? Не се откажуваш од себе си, моа нема. Се држиш до себе, до твоето. Ти си се уште во старата природа, паднат гревовен човек на земјата,
Ој, Исусе, напомош, непослушен на Таткото Небесен, не си ја извршил почетната позиција, Татко, погрешив пред тебе и пред небото, блудниот син кој потрошил се, ќе го потрошиш ти тоа се еден ден, ќе почне да ти попушта телесната сила, ти поминува времето на милост и ќе викаш, олеле, олеле, леле. Започнавте со духовното, со Исус, цитат. Сега сакате да станете совршени преку телесното своето. И сега тој таму во манастирот, замисли, постирал таму пост, комплетната слава ја дава на Богородица. Преку неја се спасувале луѓето. Замисли што напишал. Видите, тоа се гледа во кој дух е тој. Дури и да си слеп духовно, ќе го видиш. Јас си велам на една сестра дека во некои луѓе кои работат такви работи, гнасниот пустошник има сраснато во душата демонот повисок ранг. Тој работи за сатаната. Започнавте со духовното, а сега сакате да станете совршени преку телесното, преку моето, преку своето. Галатјаните 3.3, друг препев вели, откако почнавте со духот, со телото ли мислите дека ќе завршите? Галатјаните 3.3, кој сее во телото ќе пожнае смрт, треба да го оставите телесното, да се предадеш во духовното. Ете, тоа е тоа. Проклет да е секој што е бесен на дрво, 2.13, тука си се обесил ти. Секој да е проклет што виси на дрво, 3.13, висиш ти на дрвото, врзан си овде, ти си Каин, земјоделец. Корен си во земјата, вкоренет во телесниот паднат свет. Мислиш дека овде ќе живееш вечно, а не гледаш дека бргу минуваат годините. Знаете, јас сега, например, имам 60 години. Ја не мислам се чувствувам како да сум на 33, тука сум застанат. Духот му заповеда на телото да биде здраво и справено. Не пијам никакви апчиња лекови, не ти одам на лекар. Мојот доктор е Исус Христос, не сте знаеле, може да биде и твојот, само треба да му го предадеш срцето, да му ги дадеш клучевите. Еве ги, Господе, клучевите од моето срце, ти отклучи и заклучи. Еве ти го воланот во мојот живот, ти вози ме по тесната патека. Најтешко по тесната патека на животот. Тесен е патот што води кон животот. И малкумина, оф, лелеј, малкумина го наоѓаат. Најтешко е да се откажеш, да се оставиш себе си, навики, традиции, обичаи, правила, врски, поврзаности, желби, мечти, замисли, јас вака, така, да умреш во себе, да се предадеш, преродиш во Исус Христос, предај му се што имам, се грижиш, например, за своите деца. А тој мене ми вели, па децата не се твои. Јас го давам животот. Важно е да имате делотворна вера. Се разбира, ако не се грижиш, ти си полош од неверник во Тимотеј. Делотворна вера. Вера и таа се искажува преку љубов, 5-6 Галатјаните. Друг препев, верата која действува преку љубовта, со љубов кон луѓето во светот, 5-6. Дали го љубиш Исус? Љуби го својот ближен како себе си. Како можеш да го љубиш Господ кого не си го видел, а не го љубиш братот свој кого си го видел? Дали го љубиш Исус пред се, над се, после се, во се, повеќе од себе, повеќе од се или било што друго? Дали го љубиш Исус? Дали би направил се за Исус Христос, синко, керко, човечка? Или за нешто друго би направил се? Тука е крстот, раскрстувањето, да се оставиш себе си, да тргнеш по Исус Христос, да бидеш следбеник, сотрудник, да сакаш да работиш. Да сакаш да работиш за Него. Сакам да ви го кажам следното, цитат. Дозволете Светиот Дух да ве раководи, да му го дадеш воланот. Нема да им подлегнете на грешните телесни паднати страсти, похоти, 5.16. Галатјаните, друг препев, ви велам, живејте во духот, оживеј во духот и нема да им угодувате на телесните страсти, 5.16. Галатјаните, дали живеам живот воден од духот Исусов
или сам си се водам, сам решавам, сам носам одлуки, сам зборувам, проповедам сам од себе, од духот на овој паднат свет. Понатаму, зошто, цитат, зашто телото сака противни работи, телесниот човек на духот, а духот противни работи на телото. Тие се спротивставени еден на друг, за да не можеш да правиш ти што сакаш, нека биде волјата твоја. 5.17. Грешните телесни похоти се противат на дејствувањето на Светиот Дух. Светиот Дух се противи на дејствувањето на грешните телесни похоти. Галатјаните 5.17. Тука се случува битка внатре во тебе, во твоето срце. Овие две сили, Светиот Дух и Духот на овој свет, паднатата природа, се борат една против друга внатре во твоето срце, во твојата душа. И тука треба да ја направиш битката во умот. Првин тие тврдини во умот да ги оттргнеш, нели? И така нема да можеш да правиш се што ќе сакаш ти. 5.18. Во ова се војната и битката, браќи и пријатели. За вашата душа се работи. Кому ќе му припадне вашата душа? За кого ја чуваш душата? На Исусовиот свет дух или ќе ја завладее духот на овој свет? Кој ме води, самиот или духот Исусов или Исус? Цитат, ако Светиот Дух ни дал живот, здив и се, тогаш треба да живееме согласно со Неговото водство, ако сакаме да се вратиме во Царството Небесно. 5.25. Ако живеете со Дух, сте оживеани, по Духот сте должни да постапувате. 5.25. Дали сум му ја предал душата? Пазете, своја на Исус Христос. Или си ја чувам за себе, јас како што си сакам, душо моја. Кој ќе ја сочува душата своја, пишано е, ќе ја загуби. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја сочува. За кого ја чувам душата? Душата е вдахнат дух од него. Студи, -8, -9. За слугите што секогаш бдеат. Одиме Лука 12.35 надолу, читаме, нека ви бидат половината препашана и светилата запарени. Важни прашања се, за кого ти живееш? За себе или за Исус? Ние нашата молитвена група ја нарековме сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Значи, не си веќе раб, слуга Божи, стануваш сотрудник. Сакаш да работиш за Исус, го возљубуваш, го познаеш, сакаш да работиш за Царството Божјо, му го даваш срцето и Царството Божјо е внатре во тебе, Духот е во тебе, Исус те води, Отецот те води. Ете, тоа е Царството Божјо, да работиш за Царството Божјо и имаш слово на своето сведоштво. Те сакам, Господ Исусе Христе, нека ви биде половината препашана, светилата запалени. Тогаш и вие ќе личите на оние луѓе што го чекаат својот Господар. Јас сум собственост на Исус Христос, тоа им кажувам на луѓето, да се врати од свадбата на јагнето. Армакедонските слави за Фатија, второто Христово пришествие, за да му отворат веднаш, штом ќе дојде и почука. Еве, тропам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнаме, ќе вечерам со него. Тоа може да биде било кој човек кој е во потреба, а ти го одминуваш. Блазен оние слуги што ќе ги затече Господарот, будни во духот кога ќе си дојде. Вистина ви велам, тој ќе се препаша, ќе им рече да седнат, па ќе пристапи и ќе им служи. А ако дојде на втора или на трета ноќна стража и ги затекне така, блазе на тие слуги. И често во сонот демонски влијанија ми доаѓаат, разговори. Дајте во името на Господ Исус Христос да положам раце на вас, или крвта Исусова свето положувам, ќе ги дувне. Ми се појави сега еден човек, ме фати за раце, во полусон, во видение. Јас сум, вели, сатаната. Ја му викам, во името на Господ Исус Христос излези од него демону, ти што сакаш да го... И кога зад мене вака, бел слој на ангели и љадници. Ја дувна, човече, го остави, го заборави телефонот, за да можам да му кажам, бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Знајте го и тоа дека ако домакинот на куќата
ти си домакинот. Би знаел во кој час ќе дојде крадецот. Тој би седел буден и не би дозволил да му ја подкопаат куќата. Мораш да бидеш буден и да се молиш. Ти си во војна за души овде, ако си сотрудник. Затоа и вие бидете подготвени, зашто Синот човечки Исус Христос ќе дојде во часот кога не се надевате. За верниот и неверниот слуга, Лука 12:41, а Петар му рече: Господи, за нас ли ја кажуваш оваа парабола или за сите? За мене важи ли ова? Па важи за сите. Тогаш Господ рече: кој е тој за сите? Верен и за мене, верен и разборит настојник, кој го поставил неговиот Господар. Ти си настојник на заедницата, над своите слуги, за да им ја дава потребната храна на време. Еве ја таа храна. Тој ја спушта, јас ја запишувам и се објавува. Блазен на тој слуга чиј Господар, кога ќе дојде, ќе го затекне така да постапува. Паси ги овците мои, храни ги јагненцата мои. Со што? Со духовна храна. Царството Божјо не е во јадење и пиење леб и вино, во духовна храна. Вистина ви велам дека тој ќе го постави него на целиот свој имот. Тој станува сонаследник и сотрудник, се мое е твое. Ако пак тој слуга си рече во срцето све: чекај бе, чекај да одмара малку сега душата. Нема скоро да дојде, има време. Видете, за вас времето секогаш е годно, вели. Денес е времето. Денес, вели Исус. И рече: нема да дојде, па почне да ги тепа, да ги кара, да ги слугите и слугинките да јаде и пие и да се опива. Си тера он по свое. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден во кој не очекува, во час што не го знае, па ќе го расече на две, телесниот од духовниот човек. И ќе му даде удел со неверните, душата ќе ја отврне, телото оди во земја. И чека суд. Кој? Па сите. А на оној слуга кој ја знае волјата на својот Господар, Словото Божие е поостро од секаков меч, го одделува душевниот, телесниот од духовниот човек. Оној слуга кој ја знае волјата на својот Господар и не се приготвил и не постапил според волјата негова. Ти знаеш тоа дека треба да ги љубиш, зашто ги осудуваш, зашто ги бркаш. Ќе бидеш биен од кого? Од сатанските сили. Демоните влегуваат во свињите и во кучињата на својата блуеница. Кој пак не знаел и направил нешто што заслужува тепање, малку ќе биде тој. Тој не знае, се обидува. Затоа вели: грев против Свети Дух не се простува, ќе треба да отплаќаш со милениуми, со векови. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. И често се расправаме на заедница, кој кого треба да укорува. Дали треба да ги бркаме луѓето веднаш? Луѓе, заедницата е на Исус, никого не бркам. Но ако 3-4 пати пред двајца или тројца сведоци соблазнува, го отстрануваме и му дозволуваме пак да се врати. Ако сака да се промени, ако пак прави така, пак си заминува, духот ќе го истера. Кога ќе се соберете вие и мојот дух да го предадете телото негово на сатаната. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Тој секако му припаѓа на сатанското тело. Не сака да се промени, не сака да се прероди во Исусово тело. Кому му е доверено повеќе ќе се бара од него. И уште 49 стих: јас дојдов да фрлам оган на земјата. И колку би сакал да се беше веќе разгорел оган на земјата, огнот на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и овој ден, во ова мугра, во ова утро ме крена и ме исполни со Твојата љубов, со Твојот мир и со Твојата сила, со исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. Им простувам на сите. За гревовите на моите предци се покајувам. Никого не осудувам. Покажи ми кому треба да простам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот и Ти ги давам клучевите од моето срце да се населиш во мене, да ме родиш во духот, да примам сила, да разберам што е Твојата волја во мојот живот.
од десната страна во силата, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата, Сатано, со трудници, и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Господ Исус Христос, и не враќај се повеќе. Ја враќам Македонија во твоја собственост. Се мое е твое, од земјата до небесата, силата и љубовта Исусова да ве преплават. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се всели